Владеачката ВМРО ДПМН од Европската комисија побара да прецизира и да појасни кој и како им се заканувал на меѓународните представници во Македонија и да посочи конкретен пример за тоа. Споделувајќи загриженоста на Европската комисија, ВМРО ДПМН јавно прашува кој и како им се заканувал на меѓународните представници во Република Македонија и да се посочи конкретен пример за тоа. ВМРО ДПМН осудува говор на омраза и повици за насилство, а тоа треба да го направат и сите други политички чинители. Споделувајќи ги демократските вредности, очекуваме прецизирање и појаснување за таквите наводи за надлежните институции, поефикасно да превенираат такви случаи, стои во соопштението од ВМРО ДПМН. Портпаролката на Европската комисија Маја Коцијанчич изјави дека Европската комисија очекува сите партии на мирен начин да учествуваат во прегласувањето во недела во ТРЦ и дека очекува сите политички лидери во Македонија да покажат најголема одговорност. Таа нагласи дека Европската комисија цврсто ја осудува секоја запалива и опасна реторика, вклучувајќи и таргетирање на представниците на меѓународната заедница во Скопје. Според Коцијанчич, таквата реторика ја движи земјата уште подалеку од евроатлантскиот пат, кој нејзините граѓани го сакаат и заслужуваат. Лидерот на ВМРО ДПМН е Никола Груевски во саботата минатата недела на протестот пред Државната изборна комисија рече дека извршниот комитет на партијата донел проглас дека некои амбасадори почнале премногу да се мешаат во внатрешната политика на земјата и дека тоа мора да запре.